доаѓа од OTTR981 и вели како да знам дали whey протеинот, сурутката што го пијам е квалитетен. Ако ме прашуваш за тоа кој тип на whey протеин е најквалитетен, ќе ти кажам, но за да знаеш од каде доаѓа прашокот, односно од кое млеко или од кое животно, тоа е многу тешко да го детектираме, особено во нашево поднебје, иако веќе во западните земји има многу протеини во кои што е јасно дефинирано дека, не знам, оваа сурутка доаѓа од животни кои што се хранети, нели, слободно, free range или grass fed, односно си паселе трева, не им било давано житарици и концентрати, нели, само за да кренат килажа и да побрзо дојдат до трпеза, но тоа се многу скапи опции кои што во Македонија се уште ги немаме, не знам и кога ќе ги имаме, и тоа е најквалитетната сурутка, бидејќи животното неговата исхрана е многу разнолика и квалитетот и на месото и на млекото е многу поголем. За разлика можеби од она кое што, нели, сериски индустриско производство и хранење на животните кои што живеат во фарми. И тоа е одговорот на тој дел од прашањето, ако тоа ме прашуваш. За другото нешто, кој тип на whey протеин е најдобар? Најдобар би бил хидроизолат, затоа што денеска whey протеин ви се продава во 3 опции. Едната е концентрат, другата е изолат и хидроизолат. Разликата не е нешто спектакуларна, не е голема. Концентратот се добива со она стандардна процедура, нели, кога од млекото се прави сирење, јогурт и така натаму, се издвојува сурутката како течност, подоцна течноста се отстранува и се добива концентратот кој што е некаде 80% на протеин. И е одличен протеин, затоа што е комплетен, ги има сите аминокиселини. Следно нешто, изолатот, дополнителна обработка се прави во кое што се дополнително се намалуваат количините на масти и на јаглехидрати. Мастите, ако не се лажам, одат на 0, јаглехидрати нешто под 1 грам, што е навистина незначително, и има некаде околу 90 и повеќе проценти на протеин. И хидроизолатот е дополнителна обработка на самата сурутка, во која што се прават оддиплување на одредени аминокиселини и протеини, и при тоа е многу побрзо абсорбирлив тој протеин како таков ако го внесуваш, и тој ти е најдобар. Еве, ако зборуваме за најдобар, и ако успееш да најдеш хидроизолат од животни кои што паселе слободно, тогаш таа е дефинитивно најдобрата сурутка, односно whey протеин кој што може да го консумираш.